денешното издание на Равенка за успех имам гостин кој е мој драг пријател пред се, а и е добар пример за Равенка за успех. Значи, кога станува збор за успехот, он има навистина голем успех на план на работа и тоа е нешто што ете многу пати, многу често го гледам во последно време по емисии, присутен е затоа што го поздравуваат она што тој го постигна и мислам дека е навистина интересно да сподели со нас она што е сите оние предизвици, сите целиот оној пат за да стигне до тука. Ненад Синьори е познат на јавноста, веќе по неговиот бренд Синьори. Добро ли дојде Ненад и мислам дека Фала ти многу на поканата. Искрено не сум научен вакво издание те гледам, пошто приватно се дружиме и се знаеме. Претходно се гледавме по искачање, еве сега по подкаст посебно се дружиме. Добро соработувавме, имавме и такви моменти кога имавме многу интересни соработки и дружби и стварно навистина онака секогаш си бил човек со смисла за хумор и тоа по тоа те памтам, ама не значи дека луѓето кои што се со смисла за хумор не се сериозни. Дело, да, кога ме гледаат од дело, мисля дека уопште немам смисла за хумор, така и делувам од страна кој види човек си Не, кој ти онака остро делуваш кога некоја страна ќе те види што не те познава, претпоставувам дека кој знае колку авторитативно им делуваш и строго или не знам. Знаеш, порано ми сметаше, ама кога размислам сега боле и така. Нели? Да. Што си сигурно, страфло си ја чува. Да. Нели боле си? Апсолутно. А во суштина си диаметрално различен од тоа што појавата твоја го покажува на старт, но имаш смисла за хумор и многу си забавен во друштво. Тоа ти дека ме познаваш, не че? Да. Сум со сите така. Кажи ми, еве, како започна, сите тоа те прашуваат, како започна? Интересно е заради тоа што ти не си човек што започна со буџетот кој веќе го има од родителите, со наследството или бизнисот кој му останал од родителите, него почна со некоја сама своја иницијатива, желба, надеж и ентузијазам. Сега реално се знаеме, јас и ти уште пред Синьори, нели? 2-3 години пред Синьори ме запозна таков како што сум, со таа енергија предприемачка, цело време нешто правев, да, у некој мој филм бев, у некој си бизнис кој што го правев, тоа што работев и како менаџер по нокниве клубови, работев со маркетинг агенции, првен бев супервајзор на хостеси, па после ми текна си викам чекај, девојчињава, најдов мислам пријателки, другарки кои што работеа така, па си отворив јас нешто како агенција. И постојано бев у некаков таков фазон да уште од мал да создадам нешто, да створам нешто, да бидам скроз поразличен од другите, не намерно, него едноставно си го живеев својот филм. Синьори е приказно што доаѓа после стотици работи пробани за да на некој начин успеам, иако тоа беше на многу рана возраст, имав 21 година негде. 2014 година го стартуваме заедно со Крис, мој... Леле, тогаш беше? 2014. Години. 2014. Приказнава се long story short, пошто веќе ја знаат луѓево, се запознаваме со Крис во теретана, јас во тоа време работам како менаџер во ноќни клубови, се зближуваме и сакавме кој искачаме да изгледаме постари, да носиме сакоа. Тој беше фазонот. Да. И не можевме да се најдеме за нас, пошто генерално бевме разбацани, у бицепс ти пука, у раце вака и така натаму непропорционално. И не можевме нигде да најдеме, ни доаѓа идеја да направиме померка. На мајка ми шиеше на пријателка тогаш. Отидовме до Матекс, горе во ГТЦ, земавме материјали кои што тоа се иначе штофови за гарнитура, толку разбиравме во тој период, само гледавме боја, ги земавме и буквално најдовме идеи на Pinterest, ни ги направи жена и излеговме, мислам дека у Стоби тогаш, ако не се лажам, таму работев ко менаџер. Генерално добро изгледа, во однос на тоа колку разбиравме и пак на таа градба кај што вежбаш, знаеш како ти го скројат по мерка, пак горе доле изгледаше добро, интересна бои со контрастни марамчиња и така натаму. И почнаа сите да ме прашуваат како и многу би се јаки сакоа од кај ви се. И тука ни светна наш идејата со Крис. Викаме ова е добра бизнес идеја, реално фали на пазарот, кај што реално маш како маш, кој би сакал да се бафта по продавници, да пробува, да прави, ова ни беше како... И види, акцентот е цело време модата на жените, а всушност и за мажете има мода, нели? Иако, нели, они се впаќаат на некоја стандардизирана шема и го тераат тоа, сакале или не. Апсолутно. И моментов со Крис, ти викам, го почињаме тогаш, ни светнува идеја и викаме, дај ке направиме нешто поразлично, кој што прават во странство, да е она bespoke tailoring, ама да е по-модерен момент, по-приступачен, да биде по-интересен, младелачки и
така, на тој начин ја Почна почнеа прича. сеньори, да. Интересно е тоа дека целата приказна почнува од една таква едноставна идеја, ама не е ништо случајно. Нели викаат кога нешто навистина го посакуваш, универзумот ги реди работите, така и кај вас се наредија работите, така се случија одма од старт некако да кликнуваат работите. Го доживуваш ли тоа како среќа некоја, како нешто што едноставно таму тоа сакало да биде? Види, ја длабоко верувам у универзум и у закон на привлекување и у машта и у тоа, пошто цел живот уште од мал таков сум бил. Никогаш не сум идел по, да кажам, некоја си права патека кај што тоа е правило и мора да се оди така, секогаш сум си правил, никад не сум правил нешто не така нелегално, него сакам да кажам, не сум идел по на права патека дека мора да бидам со сите петки, дека морам да идам во школа цело време, па на факултет и така натаму, и секогаш сум гледал понака, сум имал по предприемачки дух да стварам и да направам нешто. Така да ти викам, уште од мал знаев дека ќе имам нешто свое. Мајка ми се сеќавам, ми викаше пошто е катастрофа без оценки, кошарка играв во тоа време. Да, знам дека се бавеше со кошарка. Да. И бегав од часови, не идев на школа, имав еден професор, се смеам сега, Бог да го прости, Селовски се викаше, Борис Залашев. Правен беше по историја, мислам, да. Викаше: "Панто, не тропај топка по глава, земи книгата." Стално се заебаваше така. И тоа ми се враќа еден денеска. И искрено ти кажам, јас пак си идев у некој тој мој свој филм и длабоко верувам дека све што сум замислил, не докажав за мајка ми, што ми викаше: "Ти ќе видиш, Мика, кантаджија, уличар, ќе видиш, види ги сестрите твои, бегаш од школа, као и така натаму. Меѓутоа, како поминуваше времето и како полека моите работи си утера својот филм, веќе се докажа дека е спротивно од тоа. Да. Види, тоа се докажало многу пати дека не значи дека школото е репер образованието за интелигенцијата и обратно, затоа што нели едноставно ако поседуваш тој сенс, а ти си се пронашол во нешто што за тебе било интересно, резултирало вака како што резултирало. Фактот дека недостасуваше во Македонија и недостасува вакви приказни и затоа и нели толку акцент се става и мотив сте можда за многу луѓе кои сакаат нешто да почнат. Скептицизам владее многу и сите нели во Македонија ништо не успеваат работите, не можеш да опстоиш, тешко е начинот. Вие покажувате една сосема друга приказна дека може во Македонија да се направи бренд, да се опстои и да се направи и буџет, и капацитет и се останато. Да, апсолутно, знаеш што? Особено и на твојот партнер Крис што се врати од Америка тука, значи не е баш така све црно. Не, мислам, ние никад не сме гледале дека е црно. Знаеш како и тоа луѓето кога ќе го видат дека некој успева и прави, секојаш пробува да најдат одредено алиби и да зборат и да измислуваат работи, а тоа е затоа што, знаеш како? Гледат кога некој е успешен и полесно им е да измислат алиби за нивниот неуспех да си го прават. Да, зошто е тоа така? Тоа Не сум знам, го осетила тоа на своја имаше кожа. пари од дома, па ни дал некој, не знам што, па сме били у масонска ложа, па сме биле врсени со таа политичка партија со апсолутно со ние. Врскане. И можам да кажам искрено, никој пат не сме почувствувале никаков притисок од ниедна влада, од ниедна партија, не сме биле преокупирани ние со политика. Реално, у било кое време ние сме функционирале добро. Да. Без разлика кој дошол на власт, која година било, ние сме си го терале нашиот филм. И најбитно од се за нас било тоа што не ни интересирале туги работи, него ни интересирала нашата работа, како да го пораснеме брендов и каде сакаме да стигнеме. Така да тој фокус и тоа што луѓето, пак ќе кажам, викат не може да се успели, не знам што, тоа се само изговори алибија. Значи има милиарда можности, имаме прекрасна држава, со прекрасни ресурси, со се, и кај што убавото е што сме малце поназад, кај што тек доаѓаат работите кои што се на запад. Малце треба си паметен да ти кликни да видиш што треба да направиш поразлично. Да. Има значи тука работи кои треба управа да се градат и да се направат. Допираат ли тие коментари вака од страна кои ќе ги слушнеш на луѓе што се изфрустрирани лично, па го имаат тој момент да оцрнуваат? Порано да ти кажам, да, можеби сум си ги сваќал некако, што знам, премногу при срце, уствари после сум го сватил тоа дека зошто е тоа така. Да. И кога сваќаш и Што те поетата, поттик. да, мислам дека глупо да си трошиш време на некои такви работи, а особено примети дека и лоши коментари кога се крева врева, ако не те бива, нема да има ни такви. Така да. Кажи ми во однос на изборот на
на материјали, во изборот на модели, кој е тој од вас двајцата или има некоја трета особа која ви сугерира? Како ги следите модните трендови? Како ги следите квалитетот да биде во некои рамки, да кажам, И ние ниво? уште од кога почињавме, ние се базиравме врз основа на странски идоли бркавме. Значи ние бркавме странски брендови кои што сакавме да ги стигнеме, како работат они и со кои типови на материјали така натаму. Значи никој пат не сме гледале локално тука да се замараме со некој па да се такмичиме, значи ние уште у старт влеговме Јако. влеговме да се бориме со крокодили. И да ти кажам дека за кратко време веќе можам да кажам дека комотно успеавме дека сме меѓу да кажам, не знам, у 20 топ компании за bespoke tailoring во светот. Да, браво. Да, 4 пати скачаме во GQ, во Англија, значи едно од најпознатите машки списанија. Веќе имаме соработувано со доста познати светски звезди. Да, Да. например? Например, на Лиен Пинкокова, што е од најпознатата музичка група што беше за Ендрю Грей, за мажот и фудбалерот, правевме. Значи она може да купи од цел свет, од кај сака, ние правевме Браво. за нивната свадба. Имаме пренос за доста кошаркари. И од Партизан и се у NBA што играе и Вукчевич, како се викаш од Партизан, да. Така да имаме доста клиенти кои што работиме и надвор. Сега соработуваме и со, уште не смеам да откријам, со дел од фудбалериве во Милано имаме одредена соработка кај што ќе стане после јавно ќе се објави. Така Браво. патуваме доста, ни се отварат вратите и целиме светски. Што се однесува до материјалите, ме праша, не ти одговорив. Како ги бираме и што ги бираме? Моментално работиме со топ 3 куќи во светот за производство на штофови за одела. Можам да кажам Rolls-Royce во материјали за одела. Тоа се Скавал, тоа е англиска компанија, Loro Piana, италијанска и Zegna, исто така италијанска компанија. Има уште една што тие топ, да кажам 3-4, таа Dormeul, таа е француска, со таа немаме уште соработка, бидејќи сме фокусирани сега за сега на овие. А што се однесува до изборот на колекции и материјали, пак ќе кажам, не измислуваме топла вода, гледаме што е најактуелно светот, тие што се најдобри во светот, што користат. Тоа е, меѓутоа пак си ставаме некоја наша интересна нота, оригиналност која што ајде да кажеме препознатлива повеќе за нашиот бренд и сега во моментов сме во огромен ајде да кажам иновативен развој на нови продукти. Да, кои што до сега не сме ги правеле. Да, знам дека видов дека со Фичо, со Филип Тоа е друг бренд скрос. имате некоја соработка, тоа забележав како нешто ново и нешто поразлично од вас. Ајде кажи ми прво што е тоа иновативното, па ќе ми кажеш и за ова, пошто Тоа иновативно е тоа што веќе синьори покрај тоа што го преме custom tailoring во нашата просторија, во новиот простор, во Синьори хаус имаме и приватна, имаме private shopping продавница за нашите клиенти, за други луѓе кои што сакаат да си купуваат готови продукти. Тоа се изработени веќе made to measure продукти кои што може да се пробаат и да се стеснат, коригираат, да ги да се носат. Сега тие се мислам фокусот ни е типот на Loro Piana, quiet luxury. Значи моменти кај што мислам имаме фармерки, имаме бомбери, имаме јакнички, капути интересни, сега имаме ролки, џемперчиња, капчиња. Вие ги Да, све тоа го изработуваме и тоа е веќе сосема друга димензија. Оние шушкави hunting jackets, како се вика, елечиња, оној фазон буквално quiet luxury момент кај што ете тоа е за нас сосема ново иновативно и правиме доста тестови и интересни работи кај што ќе не видат се народот и во малце по друго светло. Има ли доволно Македонија пазар за тоа што вие го нудите и дали цените ви се така пристапни за луѓе? Дефинитивно има, затоа што Македонија нас ни е базата од која што сме тргнали, од која што генерално највише работиме во Македонија 90%. Сега за сега кај што понатаму ќе се фокусираме повеќе на странскиот пазар. Да, има, луѓето знаат што е квалитет, веќе знаат дека не е битно да купи било каква марка, не кем дименом се од готови продукти, него знае дека веќе во Синьори кога ќе дојде, пред се му се прави од материјал кој што самиот бренд значи многу, а второ му се прави по мерка, по негов избор, по негов дизајн и третманот кој што го добива, баш често го кажувам тоа, значи ние не сме само продукт, ние сме искуство. Bespoke tailoring не е доаѓам го купам одело. Целиот момент, целото искуство и начинот услуга комплетно. Апсолутно. Супер интересно, навистина сега од оваа перспектива кога го гледаш
бизнисот и сето тоа што го правиш, веројатно се чувствуваш горда на сето тоа. Затоа што и веројатно се уште имаш онаа амбиција што е присутна кај тебе за да одиш напред и за да правиш се нешто ново. Еве и самиот овој момент на иновациите знак дека не застанувате, добри сме тука, супер сме у тоа и толку, него се распленувате повеќе и повеќе. Знаеш како на таа тема и да и не ќе ти одговорам. Зашто не сме свесни. Уште кога почнавме, како станувавме бренд, не бевме свесни и сега ако не ти каже некој друг леле што сте направиле и ме разбираш, ти се забораш затоа што ти си фокусиран на тоа што сакаш да го направиш. Да. А резултатите си го прават своето и знаеш другите, мислам, луѓето од страна кога те гледаат како многу успешен, искрено не се чувствува како многу успешен. Нити јас, нити пак Крис, не е дека сега глумиме дека сме, ајде да кажам, приземни или не знам што, него вајда ради самиот процес, ради работата и фокусот кај што сакаме да стигнеме. А резултатот си го покажува своето. Да, слушнав, интересно е тоа дека нели после само 16 дена постоење се појавил Желко Јоксимовиќ да носи ваши облик, ваши сакоа. Одскочна даска маја, многу интересен момент кај што ја бев тогаш во Америка и ми се јавува Крис. Имавме 4-5 оделца само, ке Фросе Франу тоа сопчето таму го рентавме тоа. И преку Кристијан, мислам, План Б му беше менаџер и го донесе Желко кај нас. И демек да купи одело, не ни знаеа ние зашто работиме и среќа од Крис го собираа сакоата. Проба, му се свигаше, не ставија ко спонзори, 50.000 народ ти рече не искача си. Концертот. Да, ми се јавува Крис, целу возбуден. Брат, пошто он смешно го кажа, не го вика Желко, вика Желко. Брат, Желко дојде, само се смеам на тоа. Кој Желко бе, брат? Кој ти е? Кој Желко? И тако цел, дојде брат, се деси ова, знаеш, ком супер топ и можам да кажам дека самиот старт, значи ние веќе имавме некако стваравме некоја тежина, иако појма немавме што правиме. Реално, нити знаевме конкретно. На почеток беше само прича и желба за успех и константна работа. 24 сати работа и саботи и недели попално. И ностоп растете и еве сега имате најнов салон. Нели имаше посвечено отварање? Сега можам да кажам дека го остваривме оној сон кој што го имавме уште на не можам да кажам на самиот почеток, пошто реално не ни мислевме дека ќе бидеме толку големи. Во тој дел почетокот беше идеја да си правиме екстра пари, екстра пари да продаваме сакоа, ама како што гледавме дека бизнисот се развива, влеговме длабоко во тоа и свативме дека ова ќе биде големо. Премногу сме горди на тоа што го остваривме. Синьори Хаос, кај што имаме сега преубави простори од 400 квадрати, кај што и самото производство ни е тука, 8 кат во Diamond, со прекрасен поглед, со одлични услови. И стварно преубаво искуство и баш ми се допаѓа, знаеш, кога ќе дојдат клиентиве. Баш така прилега во клиентиве, веќе сме излеаме на светско ниво. Сериозно. Едно време знам дека и во Белград нешто отиде, се прошири натаму. Што многу рано. Да. 2016 година почињаме да работиме тука и уствари фабрикава што ни изработуваше кошули, имаше еден дечко таму во Белград што работеше исто кошули со ни, фабрикава му ги изработува во Македонија тука. И као не спои, дечко прави многу кошули за познати луѓе, има преку 1000 клиенти, не знам, за Владе Дивац прави, за овој прави, за оној глумец прави, така натака. Може да се споите да отворите нешто заедно. Као он да прави кошули, вие да правите одела. И така почна приказната. Се селам јас во Белград, 2016 година, отвараме на, како се викаше, Вишничева 4, мислам, улица, на што е на Дорчул, Занатска улица тука, блиску кај македонска амбасада. Се сеќам мало дуќенче, договараме со човеков буквално онака на живи мајка, ни договор, ни ништо, онака ни лиценца, буквално на уста, договарање, успех. Идеме. Правиме тоа, готово. Човеков испадна многу некоректен затоа што од која доби целосна обука, се живо и диво, ја се враќам назад во Македонија и почнуваат на мејл да ни стигаат мејлови, пошто производството тука. Дали е ова главното претставништво во Македонија? Да. Утре ми е свадбата, нема изработено делови, земал капари. Да. И свативме дека дока не сме присутни, дека човеков може да ни уништи брендот.
па идење таму, па и ово на ново, па целосно тоа и така. Да, добро Па тоа на се тура, едниот можам да кажам дека е одлично искуство за тоа што ни се деси, можеби прерано, ама покрај тој Белград видовме што значи малку подруга култура, луѓе кои што разбираат многу повеќе од дела, луѓе кои што се разбираат од материјали и таму уствари ние почнавме да ги нарачуваме овие луксузни материјали, пошто ние кога додовме претходно работевме со тетекс, со матекс материјали, како да кажам, и словенски, и турски. И се идеме таму и доаѓа тие бечка школа, или имате лоро пијана, кам шта е тоа лоро пијана, или имате скабал, јас викам да имамо све. Врска нема, какво имамо, појма немам. Му звонам на Крис, му викам брат, слушај, ова викам не е експансија, викам овие разбираат, викам дај звони, викам таму, пошто на амерички дијалект има, викам ќе те сватат сериозно, звоним на тие лоро пијана и на скабал и на зења, да ги добиеме да правиме некоја соработка. Така да таму свативме дека многу не знаеме и како можеме да се подобриме. Да, секоја грешка е лекција. Апсолутно. Нели? И тоа е добро што учите и на грешки, сигурно дека нема седат цветаат ружи како што стартувало почетокот, секогаш има препреки кои треба да се разменат. Цветаше се. Да. Ако цвее на рамна линија, тоа значи дека немаш напредок. Исто и пулсот на срцето ти е па, нема, ако е права линија, тоа значи Умре, готово. готово отиде. Добро, она што исто за тебе е интересно, дека си човек што многу сака да се дружи. Ја. И веројатно и тоа ти допринесува во бизнисот и тоа ти ја дава на енергичност да истраеш, пошто бизнисот барам динамичност, нели ете како што викаш патуваме ваму, идеме таму, комуницираме со едни, со други, со трети. Тоа не може секој да го издржи, затоа што бара енергија. И бара да си харизматичен. Ти го имаш тоа и многу се дружиш. Јас те памтам дека постојано се дружиш со тој еден другар што ти е пуничок. Кумиеве Томица, Томски, Томска, да. Томски се најпознат јутјубер беше. Да, со него и дека имаш со него една таква дружба многу интересна цело време. И со сите тие другари што ми беа од градинка, константно сме, да. Од градинка. Од градинка буквално. Нели после тоа имавме ова Джимиринки продукција. Да. Истата таа и ден до јеска спе сите кумови еден на друг. Така, да. А тоа генерално сакам луѓе. Човек сум кој што сакам постојано. Да, ма сакам да се надоврзам на тоа дека мимо тоа што многу комуникација имаш, ти некако ги негуваш пријателствата, што е за поздрав. Ете тие баш тие пријателства од градинка, мислев од детство, ама во ептено детство. Да. Значи тоа е навистина за респект. Па тоа е моја суштината на крајот од животот. Како ти кажам, тоа е моја историја. Да. Не можеш да заборавиш некои работи и сега што и да правиш во животот, ај попуневаш. Ами пак ќе кажам, затоа не сум само јас, значи потребна е, нели, повратна енергија од сите. Сите допринесуваат да тоа другарство остане какво што е. Добро, ти си веројатно така лојален, се врзуваш за луѓето и твојата врска започна од многу млади години. Да. Со Ана, со твојата сегашна сопруга, со која имаш 2 дечиња, пресладки. Благодариме. Да, она тогаш се бавеше со манекенство, не знам сега што прави Ана, дали е инволвирана во твојот бизнис? Не, во моментов Ана е посветена мајка, многу посветена мајка, која што стварно е префокусирана за нашите деца да ги стави на прав пат, да ги анимира, да ги учи, да ги шета, да ги носи веќе со одредени активности почна. Лана иде на балет веќе 3 години. Супер, да, веќе има некои И представи. стварно е моментално фокусирана тоа, сега ќе почне да работи кај да е, веќе почна деца, мислам Лана иде одамна во градинка, Лука од сега скоро почна да иде и фала Богу ќе се растерети малце, пошто види тоа е многу захтевна работа. Да. Абе родителството е многу одговорна работа и најбитна инвестиција од се. Затоа што, нели, џабе е се да створиш ако не инвестираш во своите деца. Тие се најбитната идеја. Тоа го зборам јас, треба тимски се договорите, не двајцата да шетаат, мислам да лутаат, да бркаат кариери. Да. Пошто тоа, во тој случај децата највише ќе страдаат. Сигурно. Треба да се подели работата и нели, секој се фокусира. Ти на многу млади години го изгуби твојот татко. Да. На 13 години, така? 14. 7 мислам некој деление бев нешто така. Значи тоа е навистина голем губиток, поготово во таа возраст и за машко дете, кај што татко ти сигурно ти бил една многу битна фигура. Татко ми беше мене другар. Знаеш како, он беше прекрасен човек. Не дека ми е татко, не знам сите кои што го памтат и луѓе кои што мислам ја не ги познам, они го познаат кога ќе ме видат, ме застануваат и ми зборат за него. Беше човек кој што премногу беше скромен, премногу беше добар, премногу хуман,
едноставно знаеш како на народски кажано људина, така. Да. Ама ли за разлика од него, пример, никад не го интересирало бизнис, никад не го интересирало кариера. Сосема спротивни бевме во тој дел, али оној другиот дел, измата, друштвениот дел, и тоа го имам неверојатно него и она школа кај што секогаш помагал на сите луѓе, кога можел да помогне. Мислам беше многу несебичен човек кај што буквално можеше го даде срцето за сите. И од него научив многу работи и за животот и за природата, иако ете за жал кратко се дружевме. Дали тоа понатака во животот ти беше некоја жилба да се докажеш како сигурен маж, како стабилен, дали стравот од тоа дека го изгуби, па те натера на млади години да почнеш со обврски, како се рефлектираше тоа на тебе? Не знам како да ти го опишам, може би влијало. Јас пример кога беше таа ситуација кај што пред да почне, он не знае дека ќе почне. Ја толку што бевме приврзани, јас си викав нема шанси јас да преживеам ова со мисел дека не знам, ќе се самоубијам, ќе умрам или така натаму. Значи не сум можел да замислам живот без тоа. Меѓутоа, знаеш како сваќаш во одредна ситуација кај што пак ќе го спомнам тоа што се бавив со кошарка, Маци Илиевски. Да, го знам, Маријан, да. Да, Мац беше клучен фактор за тоа да мене ме тргне од улицата да се фокусирам на кошарка. А и он е баш стварно добар дечко. И е таков тип исто како татко ми. И татко му беше таков, Чичко Радко. И он буквално ме тргна од тој дел да не размислувам јас на тоа, постојано ме земаше со него, он уште играше активно кошарка тогаш и по теретани и ваму. И таму чисто не размислувам на тоа и вајде во тој дел го пополни тој момент. Али генерално сметам дека, знаеш како, тоа се допринело да многу рано сватам дека животот е суров, дека треба човек да се бори и дека во тој дел многу рано сватив дека треба да бидеш, за жал бев јас машко на тие години, да бидам глава на фамилијата и да го остварам тоа за моето семејство понатака тоа да не го чувствувам. Така, имаш две сестри постари од тебе. Тие сега, пошто нели сте биле скептици односно својата неуспех и односно нели тоа што си бил малце повеќе на улица отколку во школа, како сега го прифаќаат се во? Абе супер да ти кажам. Ја првен со постарата сестра воопшто не ни бе близок, пошто ние сме огромна разлика. 12 години сме разлика со Ива се вика, а со Ана сум 7 години разлика, со неа бев ептен приврзан. Она буквално ме гледаше уште од градинка ме земаше. Ја не ја викав да, другава не ја ни викав никако. Воопшто не бевме блиски. Што пример, после тоа од кога ја Ива, значи се омажи, од кога створи семејство и се, јас пошто играв кошарка уште живеев со нив во хиподром. А моите се преселивме претходно од ваму и постојано бев таму. Она и се роди тој мајчински инстинкт кај што скроз се промени. Сега сум премногу близок со неа. Веќе има она две деца кои што едната е веќе на коледж во Америка, другата е 5-16 години Сара. Ми и Сара се викаат. И скроз нашиот однос се смени, мислам доста сме блиски. Ептен, претпоставувам дека се горди на мојот успех и јас на нивниот успех и се поддржуваме, ти кажам. Тоа е многу важно. Да имате таа взаемна поддршка. Ја дури едно време, знаеш што почнав да правам, може е смешно, ама за да го одржам тој момент, почнав да си ставам ремајндери, барем да се слушаме во неделата еднаш два пати. И почнем кажам, кажав им викам јас ставам ремајндери да ви сеам. И ме зедат ремајндерот, викам да ремајндерот, тебе што ти текне да сееш. И од таква некоја шала, знаеш, почнавме да си одржуваме некоја комуникација, да. И често знаеме собиреме фамилиарно и така. Тоа е добро кога се негуваат тие семејни вредности, затоа што нели во денешно време сите трчајќи по бизнисиве ги забораваат тие најбитните работи. А ти си човек што мимо тоа што си посветен на бизнисот, си многу темелен и во оние гизмеџиски работи. Многу знаеш и да готвиш и да спремаш и ја стално да си мцкаш и јас стално те опоменувам на Инстаграм да не би споделаш апетит да не ми отвораш ако може. Значи зашто правиш тоа мераклиски. Ептен. Па да, очигледно, знаеш, многу луѓе ми го спомнале тоа. И на лов кога одиш и на камп кога одиш, мислам дека кампувате у Грција, нели? И секогаш така е тоа пропратено со види кога прави такви мераклиски. Тоа сека искрената енергија, кога човек прави со љубов, што гледа како ужива од тоа, вајде, ете, е луѓето. И од секоја таа енергија стално ми пишуваат, не само ти. Не праќи, не ставај вакви сторија, гладни сме, бла бла бла. И едно време не можев глава да кренам од гости. И како добро, да, ден. А дома не сме можеле глава од гости да кренем секој ден. Писо кампови и све. Ама добро. Да.
пак зубаво нека. Па за убаво да. Ама ја мислам дека и ти не би можел поинаку да функционираш без многу луѓе. Не, дефинитивно, ама за разлика од порано сум малку по затворен. Не ради тоа дека сега сме успеали или било што, него едноставно сваќам дека тоа време кој што го имам, поише сакам да го поминам со моите деца сега кои се помали и самото време е ограничено. Единствен ресурс кој што за жал не можеме да го купиме и вратиме. Времето, да. Што е она што би сакала ете понатака со твоите деца да ги воведеш во кој правец во животот? Би ги насочувал или да се едуцираат? Би ги испратил ли надвор да се школуваат? Каква е визијата за нив? Дали би дошли до идеја, пример, да со оглед на тоа дека еве се ширите во светски рамки, можеби да се преселите некаде или секако ќе останете вака цврсто патриотски врзани за плово? Првено околу децата, јас ги учам да бидат среќни. Тоа е за мене најголемата, да кажам, доблест што човек може да ја има, да се добри, пред се се задоволни со себе и да се среќни. Што ќе одлучат во животот да прават, тоа е нивна работа. Јас можам да им дадам насока, никош нема да форсирам дека треба да учат или било што, јас ќе ги учам како да бидат добри луѓе и ќе им го покажам не она улична школа, него практичната школа на животот. Тоа што јас сум поминувал, како можам полесно да им го објаснам, искуството да им го пренесам на тој начин. А искрено, ако одлучи да студира во странство, нема никаков проблем, тоа не можеш никога да му ги кратиш крилата. Да. Добро. Од делот со Македонија искрено не би се седел. Не би се седел затоа што тука се чувствувам посебен мир, посебна убавина, кај да патуваме, исто и со сопругата кога ќе се вратиме, дома си е дома. Убаво е човек да живее тука, а да има можност да прошета било каде. Ја така го гледам тоа. Видов се тоа што те го споменав пред малце, дека со Филип правите нешто заедничко. Филип е познат по Фитнес Хаус, нели, сега со ова футурива што го прави доста реклами со некои суплементи, такви некои негови рецепти. Што е она што е заедничко? Ќе објаснам. Оно беше фокусиран на храната. Интересна работа со Фичо, цел живот сме, мислам, се познаваме уште од кошарката од времето. Знаеш, претходно синьори беше горе, Фитнес Хаус доле. Цел живот сме биле тука, ама никад не сме се дружиле. Никогаш. Он доаѓаше, правеше сакоа кај нас, па ние доле јадевме у Фитнес Хаус, па правевме компензации. Ама на тоа и така, да. И сега се здруживме преку Томица, преку кумов мој, они нешто почаа да снимаат, па бевме онака излезени и почевме да дискутираме. Јас сватив во ствари дека Фичо без разлика, знаеш како ќе ви што те тоа важи, онака делува сосема поразлично, дека го немате бизнис мајндсет. Фичо е многу интересен човек кој што пред се е многу работи на себе, е претприемач и е страшно креативен. И све што фатил до сега можам да кажам дека го реализирал и како што се дружиме цело време постојано, тоа се докажува и се гледа дека човекот е стварно доста интересен и уникатен. Како доаѓа идејава, он си смислува, значи, прототип на тие маички и панталони под бренд 137, тоа е 13.7, неговиот роден ден и има нели некој знак бака што го прави. Што е доста интересен, кај што почаа сите деца веќе помалеше им интересно го прават и прави некакво си движење. И паднавме умувавет на тој состанок, као, абе, знаеш, не можам да најдам за да ни произведува некој сериозен, викам, брат, немам јас време сега, искрено, стварно сме угужба со вакви работи. Ама почна ми се свиѓа причава затоа што првен си викам човеков е премногу креативен, добро му стои, знае да го износи ова, ај ми е кеф ќе го направиме. Требаше на Ибица да идеме. И отидовме сите заедно и сега за на Ибица да се дофераме сите, пошто на журки не можеме да идам се или нешто лавово, тоа е баш онака стрит сут, буквално да го облечеш, може и од најлежерно да го носиш до до најелегантно, пример со сако да ставиш згора, многу добро стои мангупски. И направивме првен као некаков тест, ја носам гардеробава, таму почнува ми се да свијува гардеробава топ. И ајде ќе пробаме. И свативме дека сме многу добар тим. Зошто? Значи Фичо ќе е моторот на целиот тој бренд, ќе е заштитното лице, човекот кој што носи таа целосна енергија, а заедно и Томица, значи ја, Томица и Крис и Фичо сме во бизнисот, а ние ќе видиме, да кажеме, експертизата во делот на производство, во делот на контактите, материјали, чудо врагови и како екипа сме многу добри
Еве се јавно го кажувам ова, сум 100% сигурен дека тоа ќе биде светски познат бренд за кратко време. Да? Да. Супер. Браво, значи стварно постојано нешто ново се раѓа и многу ми е интересно додека дискутираме, анализирам и сваќам колку се редат некако коцките кај тебе интересно. И ова со Филип, например, никогаш не би нели вака првенствено ве гледа човек, он си тера свој стил, Диаметрални сме. ти си свој стил, Да. ама пошто ве познавам и двајцата добро, Ти кажам, најсличен човек у размислување, најслично. Да. И он се смееме стално. и он постојано мисли на бизнес, има нон-стоп идеи, Сосема различен стил, а уствари мајсетот е тој и пете. После толку време се здружи да, склопила работите, интересно. Ти постојано го менуваш и својот имидж, стил. Постојано. 2 пати у живот. Не знам, некако косата сега, скроз се би како појава поинаков. Или сме завам мика како карактер од игрица си. Од дете ја вик изовам. Што? Па нека така, интересно, не знам. Да, Различно. добро, имаш поразлична Да. појава, дефинитивно. Знаеш како ми здосади тогаш. Се едно време иста фризура вака. И знаеш како ми дојде идејата, ствари има апликација една, седиме со Крис на слава кај мене, се заебаваме и ми стави коса. Вика, ви како си? Викам, и па добар сум. Викам, ќе пуштам коса. Не, бе, ти не си нормален. Да, викам, готово, ќе пуштам коса. Ќе се откажеш. Пошто те пушташ коса реално, Да, оно е за муж. напорно е. Да. Напорно е, плюс вежбање, плюс биење за бенци по 2-3 пати на ден. Ама, Добро ти стои. Мислам, интересно и специфично. Си уште си активен во спортот и во тие пропратни работи, имаш време? Да, времето си го креираш. Колку сати дневно мораш да си посветен на работа? И колку ти Знаеш останува? како, во принцип ние имаме, да кажам, работно време, ама приватен бизнес немаш работно време. Ти постојано зависи од проект до проект и што и како е. Целта е да се заврши работата. Нема работно време. Да, ама добро, пак таа динамика на она што си го поставил како за цел во месецот, ти одзема сигурно време или пак не мора да си постојано таму, не знам, Па не, имаш простор за... Убаво е, знаеш како, ние порано со Крис еден период почнавме малце да летаме во облаци и сите задачи им ги дававме на другите луѓе, и консултации се. Сега сме ние тие кои што ги правиме консултациите повторно лично со клиентите. Да? Пошто видовме дека на тој начин има многу подобар фидбек, луѓето доаѓаат да те видат тебе, да ти направат новост од тебе, ти дале довербата на тебе. На крајот од денот е наш бренд. Не дека не може и друг да го работи, ама друг е ефектот и друга е довербата и начинот. И друго е кога сме таму, целиот тим, целата енергија што ја пренесуваме многу поразлично. Да, сигурно. Со активностите слободни, како си наоѓаш време? Што ти е она задоволство да го... Задоволство, во принципот со Вајле гледаме да извежбаме, со жена ми заедно идеме, си извежбам кардио си направам, после тоа нели теком на работа, после работа со децава и така натаму. Викенди шетаме или фамилиарно, имам преку еден викенд право да идам на лов. Да, лов е... Да, во принцип сакам, сум голем љубител на природата, сакам да шетам по планини, да идам риболов. Колку си опремен, колку купуваш нон-стоп правиш? Доволно сум. Знам дека татко беше риболовец, ама он па за тоа треба не знам еден тип на... Имам еден куп опрема. Требало. Имам еден куп опрема и знаеш како викаат, никад доста, мада периодов се ништо не купувам, пошто стварно имам доволно. Генерално тоа, значи идам на тактичко пукање, тоа е сидев некој еден период, сега повторно ќе почнам. Што значи таа? Тоа е tactical shooting, на Камник има... Аха, она, да. Да, има Предатор се вика, стрелачкиот клуб и буквално, значи има целосна едукација со оружје, како се ракува, пукаш во мети, во движечки мети, во статични мети, во гонгови и така натаму и после има надпревар кој што и регионално и во вакво во граница на Балкан има кој што сам тоа. Ти баш така професионално се бавиш? Не, јас поаматерски сум се бавел, кажувам самиот клуб како се занимава. Добро, интересно е тоа, мислам ако веќе ете со години го правиш, Али доста интересно. Да. Со кошарката не играм одамна, сега имам кошаркарски клуб заедно со Маријан Илиев, со Даливор, еден пријател. Почнавме од трета лига пред само 3 години, па втора лига, сега сме прва лига. Стварно? Да. Супер. Кажав и на подкаст. Ти си баш дел од тој дел од сопствениците и основачите. Супер. Јас сум спортски директор. Супер. Да.
искрено многу сум среќен и горд за тоа што ето од ништо успеавме да направиме, пак да го вратиме Маџари, кај што на времето бил втора лига, да сме прва лига и тоа го кажав и на минатиот подкаст. Маџари го победи Работнички минатиот Стварно? пред еден месец. А ти сега, пошто си од центар, а си од Маџари, па се намериш за Маџари. Па не, За твоја глава, да. да. Ама кога не би бил, веројатно пак онака носталгично, пошто таму си Оваа сезона не сум баш толку посветен, Далибор е доста повише посветен што ми е так таму. Ама тоа е, толку е времето, толку се можностите. Добро, битно е дека си активен на сите можни полиња, ништо не потфрлаш, имаш ремајндер за фамилијата, дома за децата, за спортот, за бизнисот, па и за клубот. Трудиме, знаеш како не е така совршено како што изгледа од страна. Знаеш, од страна гледа сите сите топ, сите вако, све си имам моменти кај што негде малце можеш да потврлиш, па таму малце ќе поправиш, па и така. Не е дека сегде, сега се трудам да направам баланс, ама Тоа е битно, да се освестуваш и кога ќе забележиш дека има негде аномалија да надокнадиш, затоа што никој не е безгрешен. да, не е, знаеш како гледат луѓето све и розово е све, ау, не е така. Значи све мислам си повлекува свое. Пример, кога си посветен поиш на работа, самото време, знаеш, дома не си присутен. Сите тие работи после пробаш да надокнадиш ваму и така си има Да. некој пат дисбаланс, меѓутоа пак се трудам колку што можам да се вратам около секи, да гледам на секој поле да видам колку што можам поуспешен. Еве, равенката за успех, дали мислиш дека ја пронајде ти во животот и кои ти биле најтешките или не знам, најголемите искушенија и предизвици? Равенката за успех е многу едноставна. Дисциплина и конзистентност, ништо друго. Тоа е. Да си дисциплиниран, да си конзистентен и да Волја да имаш. волја да знаеш кај тераш. И никој пат да не се откажуваш. Затоа што нити цело време ќе врне дожд, нити цело време ќе грее сонце. Треба да ги цениме моментите кога грее сонце. Што се случувало еве никогаш, пошто многу пати кога луѓето ги гледаат овие подкасти, кога ги слушаат овие приказни кои денеска резултирале со вакви успеси и даваат убави сигнали, можеби не ја слушаат на лошата страна на работите. Цело време нели такви си социјалните медиуми, такви си сите приказни. На крајот на денот се кажува она најдоброто. Па, да. Такви сме ние луѓето. Секогаш го гледаме доброто, нели тоа е добро. Да. Меѓутоа ова патешествие твое сигурно имало Тоа не е доста казано. лесно, значи тоа треба да го сватат луѓето дека во одреден период, кој што кажав, првите години ние апсолутно се откажавме од се. И работиш и саботи, нели, кај што претходно сум имал милиарда слободно време. Сум работел по ноќни клубови, сум спиел до 4-5 попладне и сега ти наеднаш ти се менува целиот живот. Така треба многу жртва да направиш. Ја не го гледам се толку жртва, тоа е инвестиција во тоа што сакаш да бидеш и кај сакаш. Мора да те снема во одреден период. Мора да се одвикнеш од некои нездрави навики. Мора да си го држуваш телото здраво и да имаш здрави навики за да можеш да функционираш и да бидеш попродуктивен. Значи генерално работа, дисциплина и физичка и умствена стабилност за да можеш да ги изгориш сите тие работи. И нема откажување. Не, за мене не постои проблем кој што е нерешлив, само дали сакаш. Имало ли некоја конкретна ситуација е така што сте имале можеби некаква обструкција или можда некое лошо искуство, нешто што на моменти онака ти дошло мака? Цело време, маја. Тоа е нешто како само што како Зашто што тешко е кога работиш со луѓе. Цело време, особено рачунај со луѓе кај што ние работиме со изумрен занат, кај што ти не можеш да најдеш тие луѓе, кај што дел се од нив доста стари, кај што е многу деликатна работата. Сме имале 300 заебанци, искрено. И со едно производство сме биле, па сме се селеле, па поплави, па чуда, па стари машини, па се расипале, па неоплячка еднашка, све живо и диво рачуни за клиенти, свадби што им се сеја. Сме имале 300.000 заебанци, реално. Тоа е најстрашниот момент кога Да. треба да се направи нешто до одредена дата. Да. И ако нешто се случи такво, не дај Боже, Од тебе, да. така е. Како реагирате? Примери време, па како реагираме? Реагираме дека мораме да исполниме работата. Ке се работи ден и ноќе за на крајот од денот тој клиент не треба да го интересира Што се случило? што се случило, дали тебе те оплячкале, што не си ставил камера, што не си ставил, Да. што не си осигурал или така натаму. Така да секој пат сме гледале си ја прифатиме вината. Мислам да си ја ставиме вината на нас затоа што
никој не ти е крив. Тоа беше само школа дека после ќе дуеш на јогурт. Сега сме блендирани со 300 работи со све, али беше интересно што ние не бевме свесни дека некој ќе се згне да краде облека од синьори. Ние тоа сватиме, ние стварно сме бренд, но некој начин почнавме да се смееме чим шанери почнале тебе те крадат. Значи стварно сме биле бренд. И дури се зезавме до време, викав, ако ти текнува, не знам, некои протести со Nike продавницата, од Фрања Каруша кој имаше Just Do It, јас се заебавав исто, снимав видео. Кај што види, под таа, да кажам, лоша ситуација, гледавме да извадиме позитивно нешто. Вие си на се гледате од добрата страна, тоа е добро. Како се сложувате во тој партнерски бизнес? И тоа е предизвик за многу луѓе, нели? Партнерството е многу деликатна работа. Вие не сте пораснале заедно, вие не сте сам со себе, па некогаш не можеш да се согласиш, па не со некој друг. Дали во тој дел сте имале препреки? Да, апсолутно. Значи ние на почеток почнавме по 20 година, Крис 23-4. И двајцата дечиста такви со вежбање, со его плафон, ме разбираш, кај што расправаш се караш за банални работи, за глупости. Ама убавото е тоа што ни стекот на, да кажам, првите години сме го симнале тоа его на маса и сме рекле, окей, чекај да видиме кој зашто го бива, да видиме кој што е по-продуктивен у кој дел и нели да си ги поделиме обврските и работите како што треба. И сметам дека јас да би бил партнер со било кој друг човек или од Македонија или вакво, никој пат синьори не би било тоа што е денеска. Затоа што ние сме скроз различни со Крис, и као карактери и да кажам и во делот на размислување и све, пошто не растем во едно сосема друго општество, растеме во Америка, јас сум растен тука, ама како спојка сме многу добри и многу продуктивни. Се надополнувате. Тоа е интересно. Слушнав дека кој е Крис Павловски уствари? Каква улога одигра во вашиот бизнес? Павловски е на Рамбол собственикот, кој што Трамп се што го гледате цело време, еден од најуспешните македонци во светот. Он ни беше клиент претходно, тука во Македонија, да, пошто е македонец по потекло. И после тоа ми стана инвеститор. Продадовме по 2,5% со Крис во тоа време и успеавме така да го направиме нашето прво производство. Да, сега Крис Павловски го нема нигде, не ни браќа. Зошто? Па зошто човекот е, како ти кажам, може да го видиш со Трамп и со Елон Маск во моментов, со никој друг. Значи, тој степен на до таму премногу зафатен, да, фаќа. А со синьори има некако допирна точка веќе? Па не. Не? Не. Добро, напредувал премногу, ама во тој момент е дека клучна улога. Да, во тој момент сме имале прилика да се запознаеме, соработуваме и успееме да го направиме нешто прво производство, нешто направиме следен чекор за нашата фирма. Искрено, овака кога те слушам, се делува многу убаво и многу ми е драго, особено, а не ме чуди, искрено мене не ме чуди, пошто те познавам и знам дека си човек што секогаш оди со ведра енергија, тоа е прво многу важно. Второ, јас мислам дека секогаш и ти така знаеш добро да ги избалансираш работите и во тие партнерски односи и во односите со таква ти е звездата, да, и со клиентите, така да се тоа, само што од еден спортски тип не очекував дека ќе прерастеш во толку елегантен и и толку со некој стил кој сега го практикуваш, што ќе се сложиме дека супер те стои, супер ти прилега и супер резултира. Дали ти го гледаш машкиот свет со очи дека треба да биде малце повеќе фокусиран на модата, на себе, на... Па да. Затоа што македонскиот маж, да бидеме искрени, се уште не е дојден до тој левел да редовно вежба, да постојано изгледа така, да вложува во себе. Ова е добра прилика да кажам пак за академијата. Веќе 2 години ја влечкам искрено, јас помнав како идеја. Се вика Superhuman Academy, кој што отвараме заедно со Крис. Целта на академијата е да бидеш подобра верзија од себе и повеќе да ќе биде фокусирана на мажи. Значи ќе опаќа разни гранки. Од делот на, нели, физичка активност, чиста мисла, мајндсет и така натаму, до бизнис едукација,
до Животен боречки стил. вештини, боречки вештини, ракување со оружје, преживување, оние мушки прави работи кај што секој маж сметам дека треба да е пред се маж, нели, да е заштитнички поставен и така натаму, не дека се утре кога ти да се тепа или да се бори, ама чисто да го има тоа во себе. Джентлменски манири, сомилиерство, Тоа многу на момент. познавање на стил, финансиска писменост, сите тие моменти и на крајот од сето тоа да се заокружи и како општествена одговорност, каде што ние како мажи треба да бидеме општествено одговорни, од кога све ќе работиме на себе и ќе станеме успешни, треба да вратиш нешто на општеството и да бидеме пример за нашите деца. Тоа е целта на самата академија и генерално се збори со одредени предавачи, не дека ние лично ќе предаваме, ние сме само линкот и целата организација, а во секој поле ќе си предава човек кој што е компетентен за тоа што треба да биде. На таа област, ама баш супер идеја. Мислам дека тоа недостасува кај македонските мажи и ова е баш Добро добро. интересен проект. Сега во јануари ќе се снима првиот тизер и здравје септември планираме да го стартуваме. Да. Дали синьори допринесе малце за будење на свеста на мажите за модата и за стилот и за Па мислам дека дрес-кодот и на се? Мислам дека да, затоа што тргнувајќи првен од себе, ние се едуциравме несвесно, ради тоа што бркавме да станеме таму кај што сакавме да станеме. Ако што кажав, како доаѓаат нашите клиенти, не е само продажбата, него и целосната едукација и експириенсот. Преку купување на нашето дело, он добива одредено, нели, и знаење, и моментот сме биле достапни, пример, купив важност, дело да. кај нас, да, и имам ваков настан или таков настан, како да, каква машина да ставам, што ќе ставам. А и так ти се Тоа сме давале, да, и тоа се покажало како доста добро, вика луѓето ни ја дале довербата и веќе можам да кажам стварно не гледат како синоним за машка мода. Имате ли некои вака што може да ги кажете како редовни клиенти кои за секоја пригода, нели бизнисмени познати или познати личности кои за секоја побитна прилика или секојдневно можеби ви се обраќаат? Да. Имаме, значи, доста клиенти кои што купуваат сезонски. Онака буквално по неколку дела сезонски константно купуваат, уште од самиот почеток до ден денес. Супер. Сите овие иницијативи се за поздрав и само можам да ти посакам понатака успех се поголем и поголем, а како што се движите, мислам дека тоа ќе биде неминовно. Така да ми е навистина задоволство што си дел од овој подкаст Равенка за успех, пошто мислам дека имаш вистинската приказна за успех. Ова е антик, тоа што ти го ставивме да пиеш. Тешко е малце, ќе си го дам мака. Подарок од Бадел. Познат, луксузен. Тоа е за тебе. И секако имаме едно новогодишно издание на Рабан 1 Million Gold еликсир. Празничен новитет. И првимче си лапна. Си го ставам во поделка. Така, Дедо Мраз го донесе. Равенка за успех го донесе. Да. Така, тука ќе ги поздраваме АУЕФОН, универзитетот кој е прв приватен универзитет, кој е предизвик за сите студенти кои сакаат да имаат нивната диплома и кои имаат навистина нешто што ќе ви значи понатака во животот. Чекмејт ни се тука да ја реализираат најдобро што можат ова издание, секое издание на подкастот Равенка за успех. И каре секако со овие прекрасни украси и целиот овој амбиент кој го имаме во студиото. Верувам дека уживаше, верувам дека нашите гледачи со внимание ќе ја проследат оваа бизнис приказна и ќе се научат нешто или ќе им биде поттик да надминат некаков проблем. Ти благодарам на поканата, искрено јас уживав и ми беше драго да се дружиме. И мене. Се гледаме следеќа прилика. Да.